Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Драгче. И денеска ќе ви подготвиме убав специјалитет. Забележете го, запишете. Ако не успеете, ќе ви го препишеме, односно многу пати знаете да ми пишете во инбокс: Драгче, пушти ни го рецептот од гостинот и Драгче е тука да ги задоволи вашите потреби. Се разбира дека и овој рецепт ќе ве фати за око, па затоа бидете до крајот на нашата емисија заедно 30 минути да си возвраќаме со позитивна енергија. Кога си ги поздравуваме нашите почитувани гледачи, си ги поздравуваме и нашите пријатели на емисијата. Да ги поздравиме пријателите од Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Тоа се еден мал дел од производите на Стокомак, но вие кога влегувате во големите маркети на Стокомак, сигурно знаете дека таму има навистина голем број на продукти и се она што вам ви е потребно за вашето домаќинство и за храна, и за хигиена. И како што многу пати говорам јас, моето најомилено катче е катчето каде што е храната за миленичињата. Значи, можете да си земете се, но да ве подсетиме, во Стокомак имаме посебни рафтови обоени со налепници во црвено, така напишани убаво Македонка. Токму на тие рафтови се продаваат производи со македонско потекло. Кога ги купувате македонските производи, вие со тоа ги стимулирате македонските производители, а се разбира и навистина си јадете убава и вкусна храна од домашно потекло. Затоа купувајте домашни производи и јадете здрава храна. Да си ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост, кој што се наоѓа до мостот на Пластичарската улица. Во тој мини трговски центар можете да најдете баш се за вашето домаќинство. И јас тоа љубам да го кажам, од едно лажиче за кафе, па се до елементи за мебел, убави гарнитури кои што навистина ќе ви фатат за око за вашите летни тераси, алатки за вашата градина. Доколку спремате некој да ви биде младоженец или невеста, исто така можете се да си купите да биде спакувано и убаво и вие да бидете едноставно среќни. Ние имаме нови тањери, нови алатки овде од нашите пријатели, па затоа од се срце ги поздравувам пријателите од Мост, продавачите и се разбира целиот менаџерски тим. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско незаменливи во својот вкус. Сите знаете колку се вкусни производите на ПК Беско. Доколку сакате да земете нешто суво меснато, не размислувајте, веднаш на штандот каде што стои ПК Беско. Ете поздрав и за нив. Си ги поздравуваме нашите пријатели кои што другаруваат со оваа наша емисија Гответе со Драгче. А кој денеска ќе прави друштво на Драгче? Ќе прави друштво една драга пријателка. Се занимава со јога, вели: Драгче, дојди малку, да се опуштиш, да ти биде убаво. А јас си велам: чекај да ми помине овој бурен период. А токму во бурниот период е потребна јогата. Знаете ли дека навистина помага, затоа што ќе се чувствувате и умствено и телесно ослободени и од болката и од тежината. Повеќе за тоа ќе говориме заедно со мојата гостинка, мојата драга Катерина Ангелковиќ. Пак ќе те погрешам, секако ќе ми прости сопругот. Добро ми дојде, милечка. Здраво, Драгче, добро Како ми рече, моето презиме е на реченица. Да, повели од оваа страна. Добра. Убаво ми изгледаш, баш јога девојка. Да, таков стил. Да, јога девојка. Убаво се чувствуваш, сигурно овде во нашата прекрасно како дома да сум. Да, и така да се чувствуваш како дома. Одлучи да направиш едни убави левчиња кои брзо се прават. Така. И една убава екзотична салата. Велиш, нема кој што ќе ја одолее на оваа салата. Нема.
И затоа ќе ја правиме, И нели? по вкус, и по изглед, и по бои, ја сакам така шарено, не Така. сакам прости салати, така ви прави мојот сопруг, не дека не се вкусни, но некако јас сум малку покреативен тип и сакам така да има. Сакаш богат. многу нешта во салатите, Да. но јас ќе го поздравам твојот сопруг затоа што домашните салати се најубави. Знам, па претежно тие ги јадеме, а ово така некако инцидентно Највкусни. некогаш, Ете така. Ќе започнеш со салатата, потоа лепчињата ќе ги редиме затоа што Може. многу кратко времето ни е за печење за лепчињата. Ајде Добра. повели како ја почнуваш во зделата ќе. Салатава може да се каже екзотична затоа што навистина е така богата. Со главни состојки се рукола, марула, повеќе е руколата вака преднече, марула и може и оние спанак да се додаде заради сите нутритивни нели елементи, да може да почнеме да се ставаме Може, вака тука но се ни е припремено. интересно ми рече ти дека ова има една посебен начин на подготовка дека се кине, не се сече. Јас ги кинам зелените листови, не ги Повели? сечам. Тоа ми беше, инаку измиени ми се рацете предходно, пати ги вака мивме, 5 пати јас подготвувајќи малку тука тука. сум премногу за таа работа. Значи, ќе си ја ставиме сега руколата, која што таа може и така да се фрли, а може вака и да се засече. Зошто го правам ова? Сега ја секогаш од енергетска гледна точка Како ги гледам кажувај работите, додека меѓутоа работиш, баш тоа не да, интересира. Тоа една другарка ми го кажа, викам, зошто не го сечеш, го кинам и таа ми кажа дека ензимите, кога да речеме марулава, кога се Да се гледа. става во тањирот, ако се сече, нема да бидат искористени. А вака кога се кине со раце, како тие се целата енергија ја има. Плюс тоа, нели, контакт со рацете. Ето така, добро. Се искористуваат кога ќе се изедат. Значи, Тогаш му допринесуваат на телото. Да, така. И сега може тука Па ти имавме- како машинче си види колку лесно Да, тоа да, го направи. И сега и спањачето, еве го тука ни е. Тука ни е Да, при ќе рака, си го бидејќи ставиме. имавме многу Спањакот е многу Така. убав, нели, железо носи со себе. Има, нели, во целата оваа салата има доста нутритивни елементи и јас така си сакам и здрави, да речеме, ќе го тргнеме. И убаво на око да биде и вкусно и здраво. Добро. Би додала уште малку, па може после уште нешто да се доферли вака. Уште Прот малку. сега овој рецепт е твој, јас не знам што Да, се. така. Вака ги гледам на мирниците, на вистина сите греат од убавина. Супер. Така. Значи, ова Лажичка дали ти е потребно? Па на крај може да така да се нежно Да ти да се додадам. нежно измеша. Јас веднаш ќе проложам со моцарелата. Значи, Добро. оди со моцарела, ножница. веќе си ги подготвив предходно овие. Си ги и сецка, така си на ги фрланка. подготви, така. Да. Супер. Одлично. Добро. За сега е доста, затоа што тука може да се метне и ова, а може и малку. И како е да се биде јога инструктор? Или учител? Па јас сум и учител веќе кој што Така. обучува јога инструктори понатаму. Тоа сакам да го кажеш. Како? Можеш слободно да го Да. кажеш на нашите гледачи. Како? Како е Јас да сум- се подготвуваат јога учители? Искуството е за мене прекрасно, а знам дека и за оние кои што тоа нели го поминуваат. Јас многу сакам да го споделувам знаењето, тоа што јас сум го стекнала низ Така. животот, низ моите обуки и го правам тоа страствено. И Така, го правам со многу буквално. љубов. Да, Добро. со многу љубов. И тоа го чувствуваат нели самите, дали се оние кои што вежбаат јога или оние сакам да ги научам луѓето да живеат поздрав, поубав живот, помирен, поспокоен и навистина тоа некако си го Луѓето мислат дека треба да седнеш на една трева, да ги скрстиш нозите, да ги ставиш И да- трите прсти и тоа е јога. Но тоа не е така, јога. Не, воопшто Тоа не е така. јога. Значи, навистина тоа не е јога, заради тоа што Да. многу ми доаѓаат и тоа обично го зборат луѓето кои што не биле на Нема јога. така. Да. Ова можам да го повлечам? Сега, да, може ета ќе го Ајде, ставиме за на да страна, не ти може пречи. после ќе додадеме уште нешто. Еве и авокадото е тука подготвено, може да се исецка вака како парченца или може да се
Јас сакам и визуелно да биде убаво, нели? Добро, ако еве како што сакаш, така ќе и ќе нафрламе биде. сега тука. Брзо се прави кога ќе се подготват намирниците. Черито исто дава и визуелен и нутритивен, нели? Него не можеш да го кршиш кат. Да, па не можам да го кршам. Него мораш Морам да го вака да го исецкам, Добро. ама доволно и вака на две. Добро, и Или ова ти не мора да пречи биде. веќе. Добро. Така. Јас Може на сакам две, бои, може. ево шта. Така. Ќе ставим уште едно, зашто истите ќе ги, нели, како намирница и во лепчињата ќе ни бидат потребни. Добро, ставив тука брусница, таа е многу силен Така. антиоксиданс и му дава убав шмек, да речеме. Ма и многу е вкусна. И многу е вкусна, Така, поготово многу е во ваква комбинација, и суво грозје, овако ќе се стопи нели со маслиновиот зејтин и со ќе ставиме Како што ни чепа раскажуваш, ќе балсамико. почнеме и во шопска Нели? салата да си ја Па додаваме. зашто да не? Зашто да не? Зашто да не? Ева, авокадото може и цело да го, само вака ќе го пресечам, да го ставиме, зашто нема да ни треба Ајде. тамо. Така да Можеш нека биде целото. богато. И јас би додала уште малку за... Ето уште малку да биде целиот тањер така. Еве. Пополнет. Добро. Па така. Или? Одлично. Супер. Па малку и од ова и ќе личи убаво. Јас ти ги повлеков за да се гледа се она што го Што го правиме, така? правиме, да, во супер. салата. Зелено, црвено, сите бои на природата. Ете така. Така, и додавам индиски ореви. Може и други јатки да се стават, но да бидат солени за да, нели, пак да му дадат. Може да се пресечат, но и не мора. Тие Можеш самите и ќе се целосно добијат, така. ќе си се впие внатре. Еве, јас и овие ги кршам. Ајде во интерес на времето, Да, да. ставај си ги целосно. Да, да, може Ете така. Еве и тие, така. Ете така. Океј, што имаме сега тука? Значи, додадов сончоглед, може и семки да се става. Значи, оваа салата сега моментално со овие намирници, но навистина може да се, како база е рукола, спанаќ и марула, но може и други комбинации да се Кој како ќе си ја најде како рецепта, добро. Океј, и Јаболко рече? Да, јаболко ставам така како мали парченца вака исечени. Кој сака нека си ја извади, нека си ја извади ова лушпата и не мора. Ако е зелено јаболкото, на пример црвено, баш убав ќе даде кој е добро избиено, нели, вака, и тие така расфрлани, нели. И ајде да ни ги кажеш придобивките од јогата. На самиот почеток кажав јас, тоа не само што му дава на телото убавина, му дава и на умот. На придобивките може да зборуваме за нив За цел многу ден. долго, меѓутоа јас би ги поделила на физички, ментални и духовни. Духовни, ете така. За физичкото тело се, значи тоа и со истражување е докажано, многу важни, зашто има систем на вежби. Так. Значи, тоа е филозофија, меѓутоа подразбира и вежбање и стегнување на телото и многу важно за јакнување на мускулатурата, особено на грбот и на стомакот, кој што се, да речам, таа е мускулна мрежа, го држа трбетот правилно. Исправена положба, за да не доаѓа, нели, понатаму до девијации и вратот, нели, целиот трбет. И да има некаква девијација, јогата помага да таа се стагнира и да ги зајакнеме тие мускули, да не ни ги прават оние болки што ги чувствуваме. Да, што ги чувствуваме после неа. Што сега ќе додадеме, зашто имаме лепчиња, кате? Да, побрзај. на крај имаме, чекај, и кубети, па тоа ја мислам дека ова, еве, вака, дури не мора ни да се мешат, и ми даде лажичка, но јас еве мислам ти дека се ставивме. маслиново Место масло. кубети може да се подпечата лепчиња и така. Не мора ни да се меша, затоа што таа самата мислам дека е убава, така? И на изглед. Маслиново дали ќе си додадеш? Сега маслиново, јас ставам маслиново масло и балсамико. И балсамико, да. Па убав вкус дава, иако не дека не може да се употреби. И убава боја на крај му дава, убав финиш, да речеме.
и сол. И сол. Да. Ова ние сусам Јас солта ги не ја користам тие гледам. зачини за оваа салата. Може така да моментот, се. Добро. Има солени ја- бадемчиња, има имам кашкавал, поставено. дури самата по Добро. себе си е солена, мислам Тука си има. некаде ни е, сигурно, но ќе ја пронајдеме до крајот. Јас мислам дека убаво изгледа. Да. Така. Ова се што можеме да повлечеме, да повлечеме, затоа што треба тепцијата да ја поставиме. Така, сега ова, каде би ја ставиле салатата? Јас ќе ја повлечам на страна. Повели. Ајде, пак ќе ја поставиме на И крај. ова веќе нема да ни треба Не ни за е нашиот потребно. втор Добро. оброк. А овие? Ништо од Грицки, ова нема да ни мицки. треба, кашкавалчето ќе остане, ова си Добро. останува и овие исто. Брусниците Одлично. ќе ги тргнеме. Одлично. Така што... Да. а, Добро. Добро, одиме на лепчињата. Сега одиме со Ајде, лепчињата. Еве ќе си земеме една Јас тапче. ти го Јас бидејќи кога тапчето. правам са Напред. повеќе членови правам, но ова е сосема доволно. Сега, што правиме? Значи, супер лепче одбрано, не знам. Така. Ова е од... Ова одбрано лепче од стокомак Така, за добро. да го направиме овој рецепт. Супер. Користам хартија за да не се запекува Добро. нели лепчето. Сега ќе ставам тука две Одете цели. со камерата кај Кате, Да. за да јас си ја земам солта. Добро. Ете така. Супер. Позајмена ми беше солта, Кате. Кај колегите. Затоа. Може да продолжам? Можеш. Да, супер. Значи, две лепчиња тука ќе наредиме и овие ќе ги пресечаме вака на пола, добро. за интерес на просторот. Значи, вака. Тука ќе поставам уште едно и вака. Доволно. Доволно? Доволно. јас си Ајде да гледам. немаме ништо Да, зошто празно. да се... Ајде да немаме ќе биде ништо изедено празно. сигурно. Да. Значи, може да Вака. се фрли малку маслинов зетен од озгора. Како убаво или го да вика, се намачка со... Да се фрли. Да се фрли, Ова да. Охридски, Охридски, они велат да си Значи, фрлиме да малку. се наточи, да речам, а може да се намачка и путар, да речеме. Еве, јас вака си ги правам. Ова ми е брзата варијанта, а може Ти со треба ли путар. четкичка? Или така? Може, и не мора, ама... добро. Ека, прави го Зашто како па што да ти не, еве, одговара. бидејќи имаме четкичка, а јас бидејќи и цртам во Да, во тоа слободното сакам да кажам време дека и сlikарството сакам вака ти е да си играш ги правам малку тие со- движења. Добро. Да. Добро. Супер. Одлично. Уште малку тука ќе ставиме. Многу се едноставни, јас ова како вечера, да речам, го правам. И сега си ги редиме овие Намирниците, состојки. Прво добро. ставам моцарела, за да се стопи така, или таа... Ева вака да ја распоредиме. Тие брзо се печат, веќе Некои ги резната ми е викаат пица лепчиња, подготвена. да. Јас- Некои ги викаат Се сум подготвила овде, така, одлично. Значи тамо ни е подготвена. за да бидеме до крајот на емисијата, да ни биде Да. се готово. Ева, супер, одлично. Добро сме ги испланирале, нели? Така. Ќе ставиме исто и кашкавалче или пармезан, може. Така. Така. Како вели Скора. Владче, многу го сакам пармезанот. Да, така рече дека. Така, многу ми се допаѓа. Добро, и Моите ние- колеги во режијата се тоа следат и знаат веќе мислам дека ги знаат пола рецептите. Да. Јас сум професор по италијански, многу ја обожавам италијанската кујна, ама си предпочитам и македонски Македонска, кашкавалчиња. што ти нели? треба друго? Зашто не? Ајде. Ќе ставиме од озгора чери. Овие, например, би ги засекла малку по Добро. така. Јас си ги отстранувам непотребните работи за Ако да не да, чист простор. да Така имаме- викаше дедо ми прво, среди си го Чист- асталот, па после Јас викам прво После. умот, па асталот. Тоа да, Нели? прво треба да умот, си да, го расчистиме за ова. Така. Добро. Добро. И кажи ми од каде ти е оваа љубов кон јогата? Не ми каже каде, од каде ја доби љубовта кон јогата? Љубовта мајка ми ја принесе, таа ме однесе прв пат на јога и така почна не Приказката. веднаш, бев мислам многу млада, иако сега доста млади Па и ми сега си доаѓаат. млада. Да. Добро, фала ти многу на комплиментот.
Не ја сваќав тогаш суштината на јогата, но со тек на време многу ме заинтересира. Нормално секогаш учителот тој кој што ќе ти ја внесе љубовта. Имав една прекрасна учителка и таа ме воведе на патот и откако ги видов сите бенефити кои што јогата може да ги понуди во ова денешно време, нели, јас и колку видов колку е таа длабока, не е само ограничена само на физичкото тело, туку ни носи мир, ни носи една смиреност во ова време. Маслинката ќе ни треба, така? Да, само малку сакам ова да не одифира неубавиот дел. Течноста од... И ова сега, да, може за маслинката. Ете така. И така со тек на време си се едуцирав и тоа ми беше како хоби, додека си уште бев професор по италијански јазик и потоа се одлучив да таа моја учителска професија да ја правам преку јогата. И многу успешно ја правам. Толку немирен дух, а толку мирен дух. Две спротивности. Да. Немирне, а мирно, а? Тоа е многу интересно. Добро, сите сме ние луѓе, живееме во овој модерен свет. Меѓутоа, ако знаеш како да си го смириш умот, сите имаме ум, нели, кој што цело време само нешто ни нешто ни покажува и нешто ни одзема. Па и повеќе одзема некогаш, отколку што помага. Јас тоа љубам да го кажам, земи метличето, прво прочисти го умот. Ете така. Ама убаво е кога имаш таква техника, да речам, која што или некоја дисциплина, што тоа може да ти го... Да. И така, после продолжив да се едуцирам од љубов кон некои други, психологија многу ме интересираше. Мојата професија. Значи заеднички. Да, завршивме со сопругот во Белград, една повеќе за личен развој, да речам, меѓутоа може да навлезе вака во подлабоките Откако ќе ги испечеме лепчињата, ќе прашам како е со два психолога дома. Интересно. Да, многу интересно. И сега вака, јас лично за себе не користам сувомеснати производи, меѓутоа за љубителите на сувомеснатите. Земаме од нашите... Би препорачала тука кулен или чајна. Добро, еве кулен ке ставиме денеска. Имаш и ножичка тамо, можеш да си сешеш. Значи тоа кој што си милува и сака јогата, си има исто така начин на кој што, нели, и на исхрана има посебно. Меѓутоа јогата никогаш не вика не смееш тоа, не смееш ова. Јас сум го прифатила затоа што никогаш не сум била љубител на месото и заради нели некои етички, морални принципи, но никогаш не осудувам некој кој што нешто сака да јаде. Да, можеби ето тоа му е потребно и така што еве, за љубителите на сувомеснати производи, еве ќе ги наредам ова првова лепча вака со куленча и навистина е може така? Може. Да еве и уште. Во сите можеш ако сакаш. Па има некој што не сака да. Ајде добро, ајде ќе оставиме. Еве, избор, пола. Си има избор, нели? Еве вака. Инаку верувам дека овие производи се квалитетни што вие сте ги избрале, така? Еве тука ќе го оставам. И сега оди во рерна. Да, ајде повели. Рерна. Да си го ставиме така. Повели. Ете така. Ете. И сега, додека Кате ова се си го средува, да го видиме рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Лепчиња во фурна. 1 леп на парчиња. 6 до 7 шери доматчиња. 100 грама маслинки без семка, 200 грама кулен или чаден колбас, малку маслиново масло, малку оригано и други зачини по вкус. Чекаме да ги видиме и за салатата. 1 кесичка рукола, 1 марула, малку спанак, 1 кесичка пармезан, малку моцарела, 5 шери доматчиња, 100 грама брусница,
100 грама суво грозје, едно авокадо, едно јаболко, 100 грама индиски ореви, 100 грама сончоглед, една кесичка кубети, малку маслиново масло, малку балсамико, сол и други зачини по вкус. Имавме што да читаме, богата салата, кате беше ова екзотична и имаше што да се прочита и да се види, нели, на ова. Еве сега ќе додадеме малку и на лепчињата оригано и солчичка која што ја заборавивме за салатата. Не ја заборавивме, колегите ја беа позајмиле. Ја баравме тука. Зирнав јас готовите се лепчињата, па затоа можеш слободно. Ете, онака мислам дека по мое, па сега не знам. Да, и по мое се готови. Видиш убаво така, изгледат. јас ги погледнав и бидејќи ги правам на децата, ги сакат само во повеќе со кетчап дома, нели како еден вид мини пица, децата го сакаат. Или кетчап, да, децата сигурно сакаат кетчап. Сакаш да ги извадиме, ете. Можеш да си го земеш прибор. Па може да се извадат некогаш и вака од тука. Секој во тањирите како што сакаме, да, и јас да го искучам мојот пријател да се одмори. Да си помогнеш. Да. Со држење. Нема потреба дури од ова. Штипалката, видиш, убаво се одвојуваат. Не мислев дали ти е потребно да ти придржам. Добро. Ништо не е потребно, живеј се. Леле, колку ти се убави, прекрасни. Изгледаат, нели? Да, браво. Дури јас се изненадам. Браво. Вака ова. Супер. И после, кога ќе кажеш на пријателките дека многу беше лесно во емисија и да се готви и зборува за јога. Да, на вистина. Ете така. На вистина. Супер си. Ќе го повлечеме плекчето, за да не ни пречи. Да. Може се комплетно. Само и овие ќе ги ставиме тука. Добро. За да се види целокупниот рецепт. Да не си изгориш. Ете така. Јас даската. Ставим тука. Можам и овде да ја повлечам, веќе си ја заврши својата работа. Така Ова е рецептот кој што кате сол. Сол не додадовме, рековме да си додадеме сол во салата. Да, сол и малку оригано може да се имаме оригано, затоа што требаше и малку врз лепчињата додека се жешки. Супер, доволно е ова. Да, може вака со Можеш, така нели рековме. И најубаво некако се чувствуваме сигурни. И солта би ставила дури така, нели сигурни во енергијата со раката на подруга. Некако домакински ми делува, не знам зошто, но јас така сакам исто со рака, некако ова вака. Ајде сега да ми раскажеш како е дома. Кој готви дома? Готвиме двајцата. Не беше така порано. А дали имате исти вкусови за храна? Рече, за салатите не, но за горе-доле да, освен што јас не сум љубител на месо, а тој е. И не готвеше мојот сопруг долго време, меѓутоа јас, бидејќи мојата работа е попладне и сега викам јас те чекам тебе на ручак, вика да, па сега ти пречекаме на вечер. И почна да истражува и тој се и сега готви фантастични јадења, значи тоа што го прави многу вкусно и подобро од мене. И сега деца ми кажа, знаат да ми кажат, ама мама, тато го прави поубаво јадењето од тебе. Да. Затоа што не брза и тоа го прави со љубов и многу внимание. Кате ми беше големо задоволство затоа што ни направи убав рецепт и убав муабет за јогата, но нашите пријатели од емисијата Гответе со Дракче подаруваат подароци. Продавницата МОЗ ти доделува награда во која што имаш ваучер и да си одбереш нешто што ќе те подсетува на ова наше другарување и се разбира комплетна производи од нашите пријатели од ПКБеско. Благодарам, Дракче, и на тебе, и на пријателите ваши.
предпоставам дека и наши ќе станат пријатели. Точно. Да, многу ми беше интересно. Прв пат учествувам во емисија со храна и се чувствував многу добро, иако не се сметам себе си за некоја врвна домаќинка, особено не од традиционалните јадења, и затоа го прифатив како предизвик, но мислам дека супер излезе и дека гледачите ќе бидат задоволни од рецептот кога ќе го пробат. Така. Ти благодарам од сестраце. Јас и благодарам на Кате, ви благодарам и на вас, драги наши пријатели и љубители на оваа емисија. Се надевам дека ви бевме интересни и испративме многу позитивна енергија токму од овде, од нашата кујна. До следното видување, ве сакам.